Денешната наставна содржина е проблеми предизвикани од киселини. Па да видиме што ќе научиме. Денес ќе научиме дека реакцијата на неутрализација може да биде корисна реакција. Дека храната со пониска вредност на pH влијае негативно врз нашето здравје. Ќе го разбереме штетното дејство на киселите дождови. Ќе научиме како да ја испитаме pH вредноста на почвата. И ќе научиме што предизвикува млекото да се расипе. Како што кажав пред малку, реакцијата на неутрализација може да биде корисна реакција. Ајде размислете. Поврзете го вашето претходно знаење. Што е тоа корисна реакција? Како една реакција би можела да биде корисна? Секако дека знаете. Тоа е реакцијата која се одвива во човековиот организам кога се користат лекарствата, познати како антациди, за кои што веќе вие доста добро знаете како дејствуваат. При лошото варење на храната, антацидите ја неутрализираат желудечната киселина и при тоа ја ублажуваат болката во пределот каде што се наоѓа желудникот. Друга корисна реакција може да биде и неутрализацијата на киселоста во устната празнина. Минералната содржина на забите е осетлива на зголемување на киселоста. Со опаѓање на pH вредноста под 5,5 доаѓа до загуба на минералната содржина на забот, што доведува до кариес. Секојдневно во устата на еден човек влегуваат огромен број бактерии, кои што се хранат и при тоа создаваат киселини, кои што заедно со храната ја нагризуваат глеќта од забите и започнуваат забите да се расипуваат, односно да се создава познатиот кариес. Како да ја неутрализираме pH вредноста во устата, односно како да ја одржуваме приближно до неутрална средина. Нормално со избалансирана храна. Често пати ни се случува да јадеме храна која што е со ниска pH вредност, односно предизвикува кисела средина во устата на човекот. Во тој случај, устната празнина ќе ја неутрализираме со помош на растителна храна, која што најчесто се смета за базна, и при тоа, кога киселината и базата ќе стапат во контакт, ќе се создаде неутрална средина. Друг начин за неутрализација е миење на забите со паста за заби, за која што веќе знаеме дека во себе содржи слаба база, која што може да изврши неутрализација на киселините во устата. На тој начин се заштитуваат забите од расипување и од несаканата појава кариес. Следно е да дознаеме како влијаат киселите дождови врз површината на земјата. За кисели дождови сте учеле и по другите предмети, како што се природни науки, биологија, но денес ќе ги разгледаме од хемиска гледна точка. Што се случува кога настанува киселиот дожд? Всушност, издувните гасови на автомобилите, оџаците на фабриките постојано испуштаат гасови кои што одат во воздухот. Тие гасови се најчесто штетни и киселински, како што се азотните оксиди, сулфур диоксидот, и одат нагоре во облаците. Кога ќе се сретнат со водната пареја, стапуваат во контакт и реакција со неа,
при што создаваат киселини, соодветно. Сулфур диоксидот со водата создава сулфурна киселина, а азотните оксиди ја создаваат азотната киселина, која што заедно со капките дожд паѓаат на земјата во вид на кисели дождови. Киселите дождови негативно влијаат и на растителниот и на животинскиот свет, па и на сите површини кои што се наоѓаат на површината на земјата. Така, на оваа слика овде имам представено едно растение кое што е третирано со кисел дожд и растение кое што е одгледувано на почва каде што нема појава на кисели дождови. И од самата слика може да увидите и вие сами дека всушност се работи за негативен ефект на киселиот дожд кој што го уништува растението. Најчесто растенијата се уништуваат кога киселите дождови во својот состав во поголема количина ја содржат сулфурната киселина. Додека пак на другата слика е прикажана скулптура која што дури и тешко е препознатливо како изгледала таа во минатото, затоа што киселиот дожд стапува во контакт со површината на скулптурата, а скулптурите најчесто се изработени од варовник. Варовникот е карбонат, кој што во контакт со киселината од киселиот дожд се преобразува, односно реагира со неа, и се претвора во сол, вода и јаглерод диоксид, кои што нормално предизвикуваат распајање на самата скулптура. Понатаму киселите дождови исто така влијаат и на самата почва. Како да знаеме како ќе испитаме pH вредност на почвата? Во оваа табела представени се растителни култури и pH вредност во оптимален интервал во кој што таа култура може да функционира и да биде одгледувана. Со црвена боја ни е дадено јаболкото. Јаболкото како доста позната култура може да забележиме дека успева во почва која што има pH вредност од 5,8 до 7. Тоа значи дека слабо кисела до неутрална средина. Погледнете кај вишна, круша, цреша, слива, орев. Тие успеваат во почва со pH од 6,2 до 8,2, што значи дека од многу слабо кисела до неутрална и слабо базна средина. Дадени ни се култури, па доколку некоја од овие култури ве интересира и ја засадувате во ваша нива или вашиот двор, слободно може да видите во колкава pH вредност треба да биде почвата каде што ќе се сади тоа растение. Доколку сакаме да засадиме некое растение, треба да ја испитаме pH вредноста на почвата, да знаеме дали тоа може да успева и да расте и да се развива на таа почва. Но како да го направиме тоа? Секако дека можеме да го направиме и во домашни услови. Што ни е потребно? Потребен ни е ваков прибор кој што можеме да го импровизираме и со домашен прибор. Лабораториска чаша, инка и филтер хартија, епрувета. Лабораториската чаша може да ја замените со стаклена чаша, во која што ќе направите смеса од почва и вода. Секако почвата, како примерок, ќе ја земете од површината каде што сакате да го засадите растението. Оваа смеса убаво ќе ја измешате и потоа преминуваме на процес на филтрирање. Филтрирањето може да се направи со инка и филтер хартија, при што како филтер хартија може да искористите и филтер кесичка од чај, така што внимателно ќе ги отстраните тревките и ќе ставите филтер хартијата врз инката. Потоа
започнувате со филтрирање, така што смесата ја турате внимателно во инката, а во друг стаклен сат го собирате филтратот. Всушност, она што нам ни е потребно за да испитаме pH вредност е филтратот. Затоа што кога почвата ќе се помеша со водата, сите растворливи материи од почвата се раствараат во водата и потоа низ филтер хартијата остануваат во филтратот. Откако ќе го добиете филтратот, треба да ја тестираме pH вредноста. Како во домашни услови може да го направите тоа? Секако дека знаете како, бидејќи изработувавте сопствени индикатори. Може да ни послужи индикаторот кој што веќе го имаме изработено. Тоа е индикаторот од црвена зилка. Доколку го зачувавте, употребете го и за оваа активност. Доколку не сте го зачувале, имате можност повторно да сработите и да си добиете индикатор од црвена зилка. Кога од индикаторот ќе додадете во филтратот, ако бојата не се промени, почвата е неутрална. Ако бојата стане розово-виолетова, почвата е слабо кисела. Ако бојата стане интензивно црвена, почвата е јако кисела. Доколку добиете јако кисела почва, потребно е да погледнете таа култура, односно растение што сакате да го засадите, во која оптимална вредност успева на pH. Доколку успева на приближно неутрална почва, тогаш потребно е да се изврши неутрализација на почвата. Неутрализацијата на киселата почва се врши најчесто со употреба на базни средства, главно калциумови ѓубрива, како што се негасена вар калциум оксид, гасена вар калциум хидроксид или варовник калциум карбонат. На оваа слика е дадено неутрализирање на кисела почва со калциумово ѓубре. Меѓутоа, доколку неутрализирањето на почвата се прави на поголема површина, потребно е да се направат хемиски анализи за точно да се определи колкаво количество на калциумово ѓубриво ќе се стави за неутрализирање, бидејќи доколку се стави поголемо количество од потребното, тогаш повторно ќе имаме негативен ефект. Таа земјоделска култура нема да успее ниту на таква почва. Уште една реакција за која што многу е интересно да кажеме е дека и млекото се расипува. Но зошто се расипува млекото? Млекото во својот состав содржи лактоза. Тоа е млечен шеќер. Доколку подолго време стои и на повисока температура, млечниот шеќер преминува во млечна киселина. Токму млечната киселина го дава тој кисел вкус и овозможува млекото да се расипе. Драги ученици, денешната лекција може да ја најдете во учебникот за 8 одделение на страна 96. За да дознаете колку сте научиле од оваа лекција, проверете го вашето знаење со одговор на прашањата и задачите на страна 97 во учебникот. Довидување!